вечер, драги пријатели, другарки и другари. СДСМ е силна партија и во победи, и во порази, и во тешки, и во лесни, и во добри, и во кризни времења. Ние црпиме нашата сила од две работи. Прво, тоа се нашата традиција и историја. Секогаш сме биле на вистинската страна. Втората работа, од која црпиме нашата сила е енергија и одлучност и визија за еднината. Нашата цел е Европска Македонија за нас и за нашите деца. И тоа нема да се откажеме се додека не стане реалност. И да, резултатите од првиот круг на председателските избори се казна и порака дека граѓаните не се задоволни од дел од нашите политики, од дел од нашите одлуки, решенија во изминатите 7 години. Јас ги слушам и прифаќам критиките на граѓаните. И кога со нив разговарам на улица, и кога одам на пазар, и кога читам во медиумите. И тие се во право кога критикуваат. Но никогаш нема да ги прифатам критиките од ВМРО ДПМН и ученикот на Груевски Христијан Мицковски, и никогаш нема да ги прифатам критиките од Белата палата, која е символ на безмилосниот грабеж и злоупотреби, што ги направија додека 11 години владеа насилно и автократски со државата. Од политичари кои отворено заговараат за грозување на европската иднина на Македонија. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е обединета и силна партија, која секогаш останала на браникот на татковината. Партија направена од цврст материјал и подготвена да се бори за граѓаните и за иднината на државата. Тоа го докажавме и во изминатите неколку години, кога за време на тешка енергетска и економска криза не ги оставивме граѓаните сами во ниту еден момент. Ги зголемивме и платите и пензиите, дадовме поддршка на работодавачите, на домашните бизниси и обезбедивме 2,6 милиарди евра антикризни мерки. Така беше и кога донесовме тешки, но исправни одлуки за Македонија да стане земја членка на НАТО и да ги почне преговорите со Европската Унија. И никогаш не се откажавме и нема да се откажеме од нашата визија за Европска Македонија, од европски животен стандард и европски вредности и правила на игра. Од друга страна, имаме луѓе кои се откажуваат при првиот предизвик. Најдобар доказ за тоа е нашето Скопје. Мицковски гордо парадираше со градоначалничката која тие ја поддржаа. Заедно со неа најавуваше и паркови, и почист воздух, и екоавтобуси, и урбанистички ред. И што добивме од тоа? Ај што ништо не сработија. Па дури и велат, не сме ние виновни. Јас разговарав и со дел од вашите соседи од аеродром во изминатите денови. И тие се жалат дека општината е во катастрофална состојба. Ниту улиците се исчистени, ниту тревниците искосени. Ама сигурно ќе кажат дека не е до нив и дека не се тие виновни. Почитувани пријатели, СДСМ е најголемата и единствена автентична социјалдемократска партија во Македонија. За разлика од субјектите како знам, кои се човек партија, СДСМ е државничка партија со длабоки и силни корени. Нас не водат социјалдемократските вредности, борбата за граѓаните и европската иднина на Македонија. И не се откажуваме од тоа. СДСМ е цврста и силна партија и ќе продолжиме да се бориме за овие вредности. СДСМ не прифаќа никакви условувања и со никого нема да прави политички дилови, особено не со некого кој веќе се продал на нашиот политички противник и мора да пишува писма за да го оправда своето шурување и своето коалицирање со нашиот политички противник. Овде се работи за прашање на еднината на државата и со неа нема да тргуваме. Фокусирани сме да постигнеме најдобар резултат на предстојните избори на 8 мај и повикувам на мобилизација на сите демократски и прогресивни сили за да се спречи враќањето на режимот на ВМРО ДПМН. Ние не се откажуваме од Македонија во Европската Унија. Верувајте во тоа, бидејќи тоа не е цел сама за себе. Не се откажуваме од ЕУ затоа што знаеме дека тоа ќе обезбеди повисок животен стандард,
поефикасна борба против криминалот и корупцијата и подобро образование и здравство. Нашиот план за Европска Македонија е преточен во конкретна и остварлива програма. Ќе ги зголемиме платите и пензиите, ќе создадеме многу поволности за нашите млади и пакети за поддршка на учениците и нивните родители. Секој граѓанин ќе стане акционер во државните енергетски компании. Најавуваме одлучна и конечна борба против злоупотребите, неправдите и системската корупција. Од тоа не отстапуваме. Или ќе воведеме ред, еднаквост и правда, или нема да не биде. Овие парламентарни избори се поразлични од сите досега. Затоа, почитувани граѓани, добро размислете кој заслужува да ја води државата, кој има јасен план и визија за подобра европска иднина за вашите деца и внуци. Јас знам дека најлесно е да се гласа против, но само ако гласаме за, може да одиме напред и да изградиме подобра држава за нашите деца. Држава во која тие ќе сакаат да живеат. Со глас против, може би ќе казните некого, но во исто време ќе ги казните и сопствените деца. Таа краткорочна казна може да има долгорочни последици за државата. И затоа ги повикувам сите прогресивни граѓани кои мислат добро на државата, да излезат на изборите на 8 мај и да изберат европска иднина со СДСМ и коалицијата и да гласаат за Стево Пендаровски за председател и да им кажат одлучно не на деструктивните сили кои заговараат внатрешни конфликти и поделби и надворешни изолации и блокади. Почитувани граѓани, ако десничарска партија како ВМРО ДПМН добие преголема моќ, тоа ќе ги убие нашите европски перспективи. Таа преголема моќ не доаѓа заради нивната силина, туку доаѓа заради тоа што дел од нашите партиски другари направија предавство на локалните избори пред 3 години и денес мора тоа нивно коалицирање да го оправдаат на државно ниво со тоа што ќе му помогнат на ВМРО ДПМН да има поголема разлика. И тоа на сите им е сосема јасно. Меѓутоа на крајот на денот ќе ви кажам една работа да запомните. Предавниците никој не ги сака дома, а најмалку ги сака противникот. И оваа земја нема да се помести ниту милиметар напред со ВМРО. Ќе глумат дека работат, а во реалноста нема ништо да се менува. Сме го видели ние тоа со Груевски и знаеме како изгледа. Не сакаме само лоша реприза на неговото владење. Силен СДСМ во собранието е потребен заради иднината на државата. И основната цел на нашата програма е брзи, ефикасни и успешни преговори со Европската Унија. Затоа што знаеме дека само на тој начин можеме да обезбедиме повисок животен стандард, повисока и поефикасна борба со криминалот и корупцијата и подобро образование и здравство. Сакам да им се обратам и на сите наши сограѓани, македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци и припадниците на сите останати етнички заедници. СДСМ е единствената политичка партија која никогаш нема да се откаже од инклузијата и која константно придонесува на мултиетничкиот карактер на Македонија, да биде наша предност и адут, а не камен на сопнување. Но деновиве, за жал, слушам опасни наративи кои може лесно да разгорат меѓуетничка нетрпеливост. Лидерите на ВМРО и на ДУИ се однесуваат во најмала рака неодговорно и кон државата и кон граѓаните. И им порачувам, граѓаните се свесни за вредноста на мирот и стабилноста што ги гради СДСМ. Граѓаните знаат дека на сите ни треба европска иднина, а не враќање 20 години во минатото. Престанете да се препукувате со штетни скандирања и закани кои никому не му носат добро. Бидејќи ние нема да му дозволиме на никого да се игра со европската иднина на нашите деца. Граѓаните нема да ви дозволат да се коцкате со нивната иднина. И затоа, другарки и другари, драги граѓани, СДСМ е модерна и прогресивна партија и единствена политичка сила која може да ја однесе Македонија во Европската Унија. И тоа сме го докажале. СДСМ беше таа која внесе Македонија во Обединетите нации. Со СДСМ влеговме во НАТО и со СДСМ отпочнавме преговори со Европската Унија. Достоинствено и посветено ќе продолжиме цврсто да чекориме по вистинскиот европски пат, која е единствена опција за суштинска промена
во нашата држава. И ве повикувам сите масовно да излезете на изборите на 8 мај и да потврдите дека гласате за европска иднина. Ве повикувам да го поддржите нашиот председател Стево Пендаровски и да гласате за пратеничките листи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за европска иднина. Немојте да го давате вашиот глас за деривати од СДСМ кои работат единствено во интерес на поголема разлика на ВМРО ДПМН. На 8 мај сите заедно одлучуваме каква иднина ќе градиме со нашите деца и внуци. Нема откажување од иднината, да живее Европска Македонија, да сте ми живи и здрави.